Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Почитувани граѓани, почитувајќи го начелото за отчетно и транспарентно работење, денеска пред вас ја презентирам мојата работа и работата на општинската администрација во првите 100 дена од вториот мандат. Максимално мотивирани, посветени и искрени во намерите, работиме за да ја оправдаме вашата доверба, дадена повтор пат на изборите, бидејќи вие и нашето Делчево го заслужувате најдоброто и не образувате, почитувајќи ги традицијата и наследството, но со нова енергија да го градиме нашето родно место во поубаво место за живење. Како граначалник и со подршка на мојот тим и представниците од новиот состав на Советот, изминатите 100 дена, како период во кој се прави пресек на работата, ги искористивме посветувајќи се на дореализација на започнатите проекти, но и подготовка за реализација на нови, кои ќе донесат подобар квалитет на животот во Делчево. И во овие 100 дена локална власт приоритет остануваат инфраструктурните проекти за да донесеме развој, да изградиме капитални објекти кои ќе останат за генерации и генерации наши сограѓани и ќе сведочат за нашата посветеност да ги промениме работите на подобро. Во таа смисла, со посебна гордост ја најавувам изградбата на нова детска градинка во Делчево, што значи инвестиција во раниот детски развој, прифаќање на сите дечиња во претшколско образование, каде по одредени планови и програми ќе растат и ќе учат и подготвени ќе влезат во училишните клупи. Со изградбата на овој капитален проект ја анулираме листата на чекање за влез во градинката и директно помагаме на младите родители, овозможувајќи им да се посветат на своите работни обврски. Изградбата и опремувањето на градинката е проект од 48 милиони денари. Овие средства се обезбедени од владата преку Министерството за труд и социјална политика. И во оваа прилика изразувам благодарност и до владата и до Министерството за труд и социјална политика затоа што ги слушнаа потребите за нашите дечиња. Изразувам благодарност и до советниците од Советот, но и на сите инволвирани службеници кои максимално се вложија за Делчево да добие нова детска градинка. Градскиот пазар влегува во втората фаза од својата изградба. Пред нова година го подпишавме договорот со кој се обезбедени средства за втората фаза во висина од 13,9 милиони денари од Центарот за развој на Источноплански регион, со што се заокружува финанската конструкција за целосно завршување на современиот градски пазар во Делчево. Согласно со подпишаниот договор, обврската на општина Делчево за доизградба на градскиот пазар е 4,8 милиони денари. Сакам да потенцирам дека од постоењето на Делчево, градот за прв пат добива современ градски пазар. Купната вредност на проектот е 39 милиони денари, од нив во првата фаза 7 милиони денари беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Во овие 100 дена продолжи имплементацијата на големиот проект водоснабдување на Делчево. Се работи на изградбата на новиот водовод во село Звегор, а со подобрување на временските услови започнува изградбата на водоводот во село Габрово, како дел во втората фаза од реализација на проектот за водоснабдување на Делчево. Втората фаза од проектот водоснабдување на Делчево е финансиран од Министерството за животна средина во висина од 1,3 милиони швајцарски франци. Во тек е подготовка на документација за изградба на фотоволтаици за потребите на пречистителната станица, но изградба на објектот каде со современи методи и современа технологија ќе се преработува водата за пиење во Делчево. Почитувани, во овој период од 100 дена обезбедивме нови инвестиции во Делчево во висина од над 110 милиони денари, не сметајќи ги овде тековните инвестиции кои се однесуваат на доизградба на инфраструктурни проекти, како и реализација на проектот за водоснабдување на Делчево. Во овој период завршена е реконструкцијата на улиците Скопска и дел од улица Орцен и Голов, а во тек е изградбата на локалниот пат до село Работилиште во должина од 5 километри. Со подобрување на временските услови започнува и реконструкција на критичната точка на улица Острец со изградба на потпорен зид. Овие инвестиции се во рамките на големиот проект од Министерството за транспорт и врски, во рамки на кој Делчево доби 48 милиони денари средства за подобрување на патната инфраструктура. Ги изградивме трите крака од улицата Голем Рид во населбата Средиште во Делчево,
кој за прв пат добија асфалт, со што се одговори на барањата на потребите на жителите од оваа населба. Улицата Плачковица во населбата Трети район доби своја комплетна завршница. Завршена е изградбата, поставен асфалт со банкини на последните 250 метри од улицата која е со должина од над 1 километар. Заврши до изградбата на втора фаза од велосипедската патека Делчево Илин Камен, во рамките на која се изгради улица во село Зегор, како дел од патеката која што е долга 720 метри. Заврши и првата фаза од регулација на речното корито на река Брегалница, изградбата на потпорни прагови, попречни прагови од габиони на коритото на река Брегалница. Во тек е изградбата на нова улица во централно градско подрачје во Делчево, во должина од 370 метри, улица 3, ќе го поврзува новиот градски пазар, односно улица Индустријска со пешачкиот мост на река Брегалница. Вредност на проектот изнесува 7,5 милиони денари. Поголем дел од средствата, односно 5,2 милиони денари, се обезбедени преку проектната единица на Министерството за финансии и проектот за подобрување на општинските услуги МСИП-2, финансиран преку Светска банка. Останатите средства се обезбедени по пат на кофинансирање од буџетот на општина Делчево. Најавувам комплетна реконструкција на водоводната мрежа и замена на старите дотраени азбестни цевки со полиетиленски во неколку населби во Делчево, за што интензивно работевме за обезбедување на потребната документација. Градежните работи очекуваме да започнат од месец мај. Со проектот кој го работиме со подршка на Министерството за транспорт и врски, извршиме комплетна реконструкција на водоводната мрежа во неколку населби во Делчево. Односно, ќе се замени старата дотраена водоводна мрежа со полиетиленски црева во дел од населбата Милково Брдо со должина од 2,3 км, дел од водоводната мрежа во Ново Делчево со должина од 2 км и замена на потисен цевковод во должина од 450 метри во населбата Трети район. Проектот е со вредност од 18 милиони денари, од кои 13 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Преку Министерството за транспорт и врски и програмата за поддршка на имплементација на декадата и стратегијата на ромите ќе се реконструира дел од дистрибутивната мрежа во Делчево, зона обиколен цевковод крак 4 на дел од улица Плачковица. Со друг проект од Министерството за транспорт и врски ќе се реконструира и обиколниот цевковод на крак 3 од улица Острец. Купната вредност на двата проекти е 5 милиони денари средства од Министерството за транспорт и врски. Подпишавме договор со Источно-плански регион за рехабилитација на селскиот парк во село Вирче, во должина од 1 км. Вредноста на проектот е 2 милиони денари и со подобрување на временските услови ќе продолжи работата на терен. Во оваа прилика сакам да најавам дека подготвуваме техничка документација за следните улици. Реконструкција и доградба на дел од улица Орце Николов. Проект за пристапна улица кон социјалната зграда во Делчево. Проект за внатрешно уредување на градскиот пазар со паркинзи и пристапна улица. За населбата Пролет се подготвува документација за изградба на две улици, улица 3 и улица 5. Исто така се подготвува документација за реконструкција на улица Индустријска, како и проект за реконструкција на булевар Македонија, тоа е паралелната улица со главниот транзитен булевар. Ова се дел од проектите кои ги подготвуваме во првите 100 дена од вториот мандат, а ќе продолжиме со изработка на проекти за улична инфраструктура и во наредниот период. Почитувајќи, како одговорна општина, посветуваме значајно внимание на сите области од општественото живење и се грижиме службите кои што се надлежност на општината да функционираат безпрекор, да имаат соодветни услови и ресурси за работа. Покрај тоа, што по 40 години за прв пат набавивме ново противпожарно возило во Делчево и го зајакнавме капацитетот на територијалната противпожарна единица, пред 2 месеци по пат на донација набавено уште едно противпожарно возило и опрема за делчевските пожарникари. Возилото е донација од доброволната противпожарна бригада Стари Трк ОП Колпи со седиште во општина Черномел, Република Словенија. За оваа донација и за воспоставената комуникација и соработка помеѓу Делчево и општина Черномел изразувам јавна благодарност до пожарникарот Лоренцо Трајановски, кој лично се заложи сето ова да стане реалност. Подготвивме и документација за набавка на енергетски ефикасни LED диодни светилки во општина Делчево во рамки на грантот од проектот за подобрување на општинските услуги финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка во висина од 1,4 милиони денари. Очекуваме наскоро да се распише тендерот за изградба на скејт паркот во Делчево.
Преку Агенцијата за млади и спорт обезбедени се 2,5 милиони денари за овој проект, а другите средства ќе бидат кофинансирани од буџетот на општина Делчево. Огромни инвестиции имаме и во образовниот систем. Во средното општинско училиште Методи Митовски Брицо во тек се градежни работи за преадаптација на старата спортска сала во конгресна сала за потребите на училиштето. Вредноста на проектот е 3,5 милиони денари средства обезбедени од училиштето. Се очекува наскоро со средства од Министерството за образование и наука да започне инсталација на санитарните јазди во училиштето кои не се реновирани од неговото постоење. Кога зборуваме за средното општинско училиште, мора да се потенцира дека за прв пат по повеќе години во оваа учебна година во двете стручни паралелки се запишани 37 ученици и на сите ученици во стручната текстилна паралелка и на дуалната хемиско-прехранбена паралелка им се обезбедени стипендии. За прв пат од постоењето на гимназијата, фирми од Делчево стипендираат ученици во текстилната паралелка. Оваа нова клима и соработка меѓу образовната институција и бизнис секторот во Делчево го трасира патот на развојот и квалитетот на стручното образование. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на фирмите кои го препознаа моментот и се одважија да го поттикнат, зацврснат и да внесат нов квалитет во средното стручно образование, како и на менаџментот на училиштето. Во средното општинско училиште Методи Митовски Брицо во тек е реализација на проектот Чекор по чекор за професионален развој во рамките на програмата Erasmus Plus 2021. Поддржана од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во вредност од 32.500 евра. Главни цели на проектот се зголемување на стручните знаења и вештини на учениците од текстилно-кожарската и хемиско-технолошката струка. Општинското основно училиште Свети Климент Охридски Делчево доби проект финансиран од Министерството за образование и наука со вредност од 4,3 милиони денари. Со овој проект се преадаптира поткровниот простор во училиштето и се пренаменува за библиотека, медиатека, простори за музичка секција и ликовна секција. Во општинското основно училиште Ванчо Прке со средства од Министерството за образование и наука во висина од 6,8 милиони денари ќе се финансира реконструкцијата на санитарните јазди во училиштето. Ова инвестиција е продолжување на инвестициите за осовременување на условите за предстој и работа во училиштето, каде претходно беше извршена комплетна промена на подната конструкција во училиштето стари 50 години, што ќе донесе поголема заштита на енергија и подобрување на хигиената во училиштето. Наскоро се очекува да започне изградбата на енергетски ефикасна фасада на училиштето. Средствата во висина од 5,1 милиони денари се обезбедени преку договорот со СТАВ, со што освен што училиштето ќе добие нов лик, ќе се штеди и енергија. Воедно, во двете основни училишта, како дел од проектот на Министерството за образование и наука за опремување на кабинетите по природни науки во основните училишта, комплетно се опремени овие кабинети. Во детската градинка Весели Цветови набавен е нов горилник за системот за парно грејење, со што комплетно е подновен системот за парно грејење во оваа установа. Набавката е од сопствени средства на градинката во вредност од 413.000 денари, а овој период се набавени и потребните дидактички материјали и друга опрема со цел подобрување и осовременување на условите за престој на дечињата. Купната инвестиција е околу 900.000 денари. Во јавната локална библиотека Илинден перманентно се инвестираше во подобрувањето на условите за чување на библиотечниот материјал, а набавени се и нови наслови во вредност од 350.000 денари, со што оваа установа привлече нови читатели, па нивниот број сега е над 700 читатели. Распишан е тендер за садници, со што ќе го доуредиме булевар Македонија и ќе го подобриме ликот на главната транзитна сообраќајница во градот, но и ќе исцртаме повеќе зеленило во градот, со што се дава придонес кон заштита на животната средина. Се грижиме за сите категории граѓани. Посебно ја поздравам иницијативата на Комисијата за еднакви можности, но и брзиот одговор од Здравствениот дом во Делчево и воведувањето на нова здравствена услуга Ехо на дојка, која значи поголема грижа за здравјето на жената, помалку трошоци за прегледи и патувања, но и можност жените да ги добиваат овие услуги во Здравствениот дом во Делчево, со што ќе се поттикнат за поредовни прегледи. Раното откривање на ракот на дојка значи победа над оваа злокобна болест. Затоа изразувам благодарност до сите инволвирани во процесот, посебно до пратеничката Сонја Михаиловска, директорката на Здравниот дом
доктор Марија Глигоровска, како и на доктор Андријана Илиевска Велковска, но и на координаторките за еднакви можности Сузана Петровска и Даниела Таќева. И ги поттикнувам да продолжат со активностите, да ги детектираат проблемите и да даваат иницијативи кои одат во прилог на секој еден поединец во нашата општина. Потпишавме меморандум за соработка за реализација на втората фаза од програмата Ром Актив, со што општина Делчево и активно е вклучена во програмата и до 2024 година ќе се имплементираат мерки и активности кои ќе донесат подобрување на животот на ромите. Тековната година ќе се работи на локалните акцијски планови, по што ќе се пристапи кон реализација на приоритетите. Даваме подршка на работата на Советот на млади на општина Делчево. Во оваа прилика сакам да им честитам за успешно реализираната хуманитарна акција на Советот на млади, новогодишна трпеза за сите, во рамките на која се собра околу 200 новогодишни пакетчиња и 100 прехранбени пакети кои се поделија на социјално ранливите семејства. А во таа акција, заедно со компанијата Зегин, се вклучи општина Делчево, при што се поделија 60 прехранбени пакети. Наредниот период ќе работиме на отварање на младински центар и на реализација на обврските кои ги имаме како општина кон младите. Продолжуваме со сериозен пристап кон отчетноста и транспарентноста. Како градоначалник ја потпишав декларацијата за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа, со што општина Делчево дава подршка на иницијативата за поголема отвореност и транспарентност на единиците на локалната самоуправа во нашата држава. Иницијативата е подготвена од фондацијата Метаморфозис во рамки на проектот за граѓанско учество со подршка на американскиот народ преку Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID и е во корелација со досегашната политика на општината за подобрување на транспарентноста и отчетноста како алатка за борба против корупцијата и градење доверба кај граѓаните. Почитувани, поминуваме заедно тежок период, обременет и со здравствена криза, што немилосредно удира во сите сфери од живеењето. Бевме соочени со апокалиптични пожари кои неповратно уништија дел од шумскиот фонд во Пијанец. Се соочивме заедно и со заканите од поплавите, но секогаш сме исправени пред предизвикот и не застануваме. Заедно решаваме децениски проблеми. Реализираме капитални проекти водени со една цел – да создадеме подобар квалитет на животот на делчевчани. Посебно сакам да ја истакнам конструктивната соработка со Советот на општина Делчево и сакам да изразам голема благодарност до председателот на Советот Гоце Попов и до сите советници кои имаа огромен придонес во реализација на сите проекти во овие 100 дена. Почитувани сограѓани, овој отчет за 100 дена е прв пресек од работата. Продолжуваме понатаму, достоинствено и искрено, за Делчево да ни биде модерно и убаво и да се гордееме со него. Ви благодарам. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk